Зад Ѓорѓе Иванов, драги пријатели, стојат луѓе кои направија многу конкретни дела, не само во Македонија, каде што за прв пат во историјата имаме за еден прилично краток период, но и период исклучително тежок, со економска светска криза и со европска должничка криза, во еден таков тежок и не многу долг период, да се успее да се намали невработеноста за цели 10% поени. Тоа се луѓето кои што стојат за Иванов и со кои Иванов соработуваше и ги поддржуваше. Тоа се луѓето кои што после сите овие премрежија што беа во Европа, кризи, светски и европски, во овој момент се начело на државата која што минатата година оствари резултат во растот на економијата кој што е четврт највисок раст на економијата споредено со сите земји во Европа, и тие во Унијата и тие надвор од Унијата. Тоа е политичката гарнитура која што, поминувајќи ни сите овие тешкоти во изминатиот период на светски и европски кризи, успеа да ја задржи Македонија на ниво да биде четврта најниско задолжена држава во Европа. Според сите меѓународни анализи и статистики, тоа не се наши математики, тоа се анализи кои што ги извадија меѓународните институции, Светска банка, Европска банка и сите други. Тоа е тим кој што обезбеди едни од највисоките субвенции за земјоделците во Македонија, субвенции кои што претходно ги немаше. Тоа е тим кој што помогна многу земјоделци да се препородат, кои што беа на работна пропаста во 2006 година, кога ВМРО ДПМН го презема кормилото над државата. Тоа е тим кој што започна изградба на последната делница од автопатот Александар Македонски во пределот Гевгелија-Демиркапија, една од најголемите инвестиции во патната инфраструктура во Македонија. Тоа се луѓето што стојат за Ѓорѓе Иванов. Тоа е тим кој што во моментов ја гради технолошко-индустријската развојна зона Гевгелија, каде подоцна ќе се отвараат фабрики и ќе се отвораат нови работни места за да се вработат оние луѓе кои се невработени. Таков тим го поддржува Ѓорѓе Иванов, а не Тито Петковски, Љупшо Георгиевски, Бранко Црвенковски или оној со кичмата Зоран Заев. Тоа е тим кој што го изгради и регионалниот пат до ски центарот од Кожув во должина од 15 километри. Тим кој што работеше и го заврши осветлувањето на автопатот од Гевгелија до граничниот премин во должина од 6 километри, вредна 23 милиони денари. Тим кој што во соработка со сите релевантни фактори ја заврши реконструкцијата на локалните патни правци од Понов мост до Богородица, од Негорци до Серменин и првата фаза од патот до населеното место Ума. Тоа е тим што го поддржува Иванов и тоа е тим со кој Иванов соработува и му помага во овој период. Тоа е тимот кој што ја набави најсовремената опрема за Гевгелиската болница, вредна 48 милиони денари, за да можат овие луѓе тука што живеат да имаат подобра медицинска заштита и да им помогне на лекарите во спасувањето животи на луѓето што живеат во овој крај. Тоа е тим кој што ја заврши реконструкцијата и доградбата на психијатриската болница во Негорци, а со проектот Рурален доктор се офатија и населените места Моин, Мрзенци, Прдејци, Кованци, Милетково, Новокојнско, Петрово и Серменин, со што се обезбедува примарна здравствена заштита на над 2900 лица во овие места. Извршена е реконструкцијата и на основните училишта Владо Кантарџиев и Јосиф Јосифовски, како и реконструкцијата на спортските сали во овие училишта од овој тим и со поддршката на председателот Ѓорѓе Иванов. Тоа е тим со чија поддршка и со соработка со градоначалникот и председателот се изгради инфраструктурата на стопанската зона
блокотехна во насока на отворање на нови погони и отворање на нови работни места. Се изгради и фудбалското игралиште во Мировци, како и двојно тениско игралиште и едно повеќе наменско игралиште во Гевгелија и многу други работи направени на локален план. Тоа е тим кој во овој период создаде ситуација да Македонија има една од најдобрите бизнис клими во Европа и во светот. Македонија беше рангирана од Светската банка на 96-то место во 2006 година според условите за правење бизнис. Денеска Македонија е рангирана 25-та во светот и е рангирана пред 20 земји членки на Европската унија, од вкупен број 27. Затоа што во овој период се носеа закони со кои што се помагаше на бизнисот, со цел бизнисот да може да отвара нови работни места и луѓето да се вработуваат. За тој тим, со своја подршка и со сите подпишувања на закони и укази стоеше Ѓорѓе Иванов. Тоа е тимот што го поддржува Ѓорѓе Иванов. Тоа е тимот кој што направи многу напредок во оваа држава. Јас ги слушам честопати од спротивниот табор, знаат да кажат дека ние сме ги штимале податоците и дека тие за економијата и дека тие не биле реални. Не знам како можеме да ги штимаме податоците на Светската банка, која што не прогласи за во неколку наврати, во неколку години за трет или четврт најдобар реформатор во светот. Ние во овие 7 години 4 пати сме во врвот на топ реформатори во светот, прогласени од Светската банка. Ако сме толку способни Светската банка да ја изманипулираме и да го наштимаме таму резултатот, тогаш не знам што да одговорам. Тогаш мислам дека проблемот не е кај нас, туку е проблемот кај Социјалдемократскиот сојуз. Но тоа не е единствениот успех. Јас ќе ве потсетам во делот на економијата, например. Според најновата листа на Forbes, Македонија е рангирана на 36-то место меѓу 145 земји за водење бизнис и во однос на 2007 година. Македонија забележа раст, подобрување за 46 места на оваа ранг листа. Или да земеме во делот на борбата против криминал и корупција. Македонија во овој период забележа раст за повеќе од 40 места на листата на Transparency International, која што ги следи државите според учинокот за борба против криминал и корупција. Каде што не велам дека уште нема проблеми, има. Меѓутоа, далеку подобро и посилна борба против криминалот од корупцијата од пред 2006 година. Тоа е тој тим што ги прави тие резултати и што го поддржува Ѓорѓе Иванов. И со кој Ѓорѓе Иванов коректно соработуваше во овој период. Тоа е тим кој што обезбеди Македонија да е рангирана на 43-то место во светот од вкупно 183 земји според индексот за економска слобода на фондацијата Heritage. И тука ли ги наштимавме податоците? За 2014 година се разбирам. И во споредба со 2006 година остварен е напредок за цели 35 места. Споредено со земјите од Европа се наоѓаме на 20 место. Во последниот извештај за глобална конкурентност на Светскиот економски форум, оној што се одржува во Давос, па имаат свој индекс, Македонија е рангирана на 70-то место и од 2007 година има напредок во делот на конкурентност за 21 позиција. Нема ниту една друга земја во светот што за тој период направила толков напредок, затоа што овој индекс е многу тежок за брз напредок. Тој е многу комплексен. Има стотици подиндекси и треба многу широка палета на мерки и реформи да се направат, за да се направи за 7 години раст од 21 позиција. Тоа го направи само Република Македонија со овој тим што го поддржува Ѓорѓе Иванов, но и со поддршката на Ѓорѓе Иванов на овој тим. И на глобалниот иновацијски индекс на Светската организација за интелектуална собственост, Cornell University од Америка и Институт од Франција за 2013, Република Македонија во делот на иновации оствари раст за 11 позиции. Драги пријатели, намерно се повикувам на овие признати и познати меѓународни институции
Затоа што ги слушам СДСМ како се обидуваат да го заматат умот на граѓаните дека ние сме биле политичка гарнитура што сме ги фалсификувале податоците, што сме ги заматувале, што не сме прикажувале реални. Па ако не сме ние дома покажувале реални, како сите овие институции меѓународни кои што редовно вршат контрола, ММФ е тука секои 6 месеци и врши контрола во Заводот за статистика и ја проверува неговата работење како и во секоја друга земја. И неговата исправни анализи, исправни индекси. Како е можно и Меѓународниот монетарен фонд, и Светската банка, и Херитидж фондацијата, и Светскиот економски форум, и Глобалниот иновацијски индекс од Светската организација за интелектуална собственост, и Forbes, и PricewaterhouseCoopers, и сите оние меѓународни институции кои што даваат оценки и рангирана за реформите, напредокот на државите, сите тие да бидат изманипулирани и излажени, па ние ако толку не бива за такво лажење, не знам каде ќе беше сега Македонија со такви манипулации. Не, драги пријатели. Ниту не бива, ниту се обидуваме на тој начин да правиме напредок, бидејќи таквиот напредок не е напредок. Таквиот напредок ќе го видат граѓаните. Тие ако не почувствуваат дека навистина се работи и дека навистина се создаваат дела, се прават реформи, тие ќе не отфрлат на првите наредни избори. Народот гледа дека се работи, народот гледа дека се дава се што е во наша мок, дека има силна динамика на нашето работење и има држење до зборот и остварување на ветувањата. Затоа е дава поддршката. И затоа вредноста на овој тим, што го поддржува Ѓорѓе Иванов, е неспоредлива со резултатите и вредноста на оној другиот што го спомнав. И затоа на овие избори ВМРО ДПМН на чело со Ѓорѓе Иванов и Коалицијата за подобра Македонија ќе однесе 8-та поред победа на председателските избори. А истовремено тоа ќе биде и 9-та победа која што ќе бидат на парламентарните избори во Република Македонија.